Темата би рекле верувај, барај, моли, прокламирај, очекувај. Така ќе ја насловиме. Верувај, барај, моли, прокламирај, очекувај. Јаков 5 глава 16, 17 и 18. Пета глава Јаков, 5, 16, 17 и 18. Добро, 16, 17, 18. Исповедајте си ги гревовите еден на друг и молете се еден за друг, за да се излечите. Голема сила има усрдната молитва на праведникот. Илија беше човек смртен, како и ние, и со молитва му се помоли на Бога да нема дожд. И не падна дожд на земјата 3 години и 6 месеци. И пак се помоли, и небото даде дожд, и земјата го даде својот плод. Вака, она што го верувам е дека христијаните не се молат. Христијаните општо во светот не се молат, као генерално, али во нашава црква не се молите. Едноставно ова слово, живо слово од Господ за вас, браќа и сестри. Господ сака да ви искара, не се молите. Господ вели, не се молите. Не се молите. Што рековме молитвата дека е? Молитвата е моторот со кој што ние се движиме, моторот со кој што ние одиме. Без молитва ние не може да существуваме, не може да живееме духовно во духовниот човек. Не може. Исто како што живиот човек не може без храна да живее и без вода, така духовниот човек во нас не може да живее без молитва. Ти ако не се молиш, ако не си во комуникација со Бог, општење со Бог, комуникација со Бог, ти не можеш духовно да бидеш жив. Нема живот за тебе во така исто е. Како живееш физички и мораш храна да примаш, мора и духовна храна да примаш. Духовната храна е словото, меѓутоа духовната храна е молитвата, општењето, комуникацијата со Бог. Се молиш, доаѓаш пред тронот Божи. Така да, христијаните не се молат. Општо. Мнозина од христијаните зборуваат за Бог. Зборуваат за Бог. Се дружат во име на Бог. Се собираат за Бог. Ко не се дружат, да речеме, со луѓе светски, мислам луѓе што не веруваат во Бог, едни со други се дружат, ама не се молат. Доаѓаат на проповед, доаѓаат на служба, ама не се молат. Не зборувам овде што заедно не се молат тие христијани кои што меѓу себе се дружат, него зборувам поединечно. Нас се моли таквиот. Крај крајава, како може заедно да се молат кога секој еден од нив насамо не се моли? Ние за да се собереме овде група, да се молиме заедно, треба секој од нас да има однос со Бог и да копнеш, да жедуваш за да се молиш ти заедно. Едно од прашањата зошто не сакате заедно да се молите, затоа што не сакате насамо затоа што насамо не се молите. Човек кој што гори и се за Бог и кој што се има заедништво со Бог, општење со Бог и се моли насамо со Бог, во Бог, таквиот човек, мислам во човекот Бог, таквиот став глад и жет да се моли со браќа сестри. Ти ако не се молиш насамо, нема да сакаш, нема да жедуваш, нема да гориш со браќа сестри да се молиш. Не можеш. Едноставно затоа што нема во тебе, нема живот. Нема живот, затоа не сакаш да се молиш. Нема живот. Ти што не се молиш, што не сакаш да се молиш, нема живот во тебе. Кој да си вечерва, кој да си тука, нема живот. Животот згаснал во тебе, брате, сестро. Покај се и дојди пред Бог и барај Бог да ти прости и почни да викаш кон Господ. Една од работите, зошто не се молат христијаните? Зошто не бараат од Бог работи? Пошто еве, темата е
верувај, но и барај, моли, прокламирај, очекувај. Зошто? Затоа што не го гледаат крајот на нивните молитви. Не гледаат одговорена молитва од Бог. Значи не се молат затоа што не гледаат одговорена молитва. Индиректно тие не веруваат дека Бог ќе ми ја одговори молитвата. Значи не можат со духовните очи да го видат крајот на нивната молитва. Со духовните очи во вера не можат да видат одговорена молитва. И си викаат, не се исплаќа да се молам. А тоа е неверие. Тоа е неверие. Тоа е неверието кој што Бог го мрази. Тоа е неверието кој што наделува од Бог, од спасението, од животот со Бог. Не е вистина. Тоа е неверието. Значи, христијаните не можат да ја визуализираат својата одговорена молитва пред Бог. Мислам, од Бог, во животот, пред луѓето, пред Бог, не можат да ја визуализираат, затоа немаат радост. Немаат радост, не можат да ја видат молитвата како одговорена. Нештото за кое што им треба. Еве, исцеление, просперитет. Мислам, она што е по Божја волја зборувам. Што знаеме 100% дека е Божја волја. Не можат да го визуализираат. Не можат своето исцеление да го видат. Не можат да го видат исцелението дека Бог дава исцеление. Не може да го види. Ќе почне да се моли и престанува. Ќе почне да моли и да прокламира. Значи, што вели Бог за вас? Вели дека добро почнавте да прокламирате, да молите, ама престанавте. А христијанството не е нешто што ќе почнеш 2 дена и после ќе престанеш. Ти треба да си постојан во тоа, треба стабилен човек, постојан да си, тогаш ќе има резултати. Впрочем, како и во секоја работа. Секоја работа на која што ќе се посветиш, на која што ќе се дадеш, има резултати. Така и со молитвата. Бог сака да те види колку си му верен, сака да те тестира. Бог има исцеление за тебе. Бог сака да те излечи, ама сака да ја види твојата вера. Колку ќе останеш во него, колку ќе останеш во молитвата, колку ќе останеш во прокламациите. Не се молат. Едноставно не се молат. Интересно нешто е, така дружејки се едни со други, као совеста малце им се као облажува, не ги боли толку совеста, затоа што не се во светот. Христијаните зборам, не одат во светот, не одат со светски луѓе, се дружат меѓу себе си и као демек во ред. Не е во ред. Не е во ред. Као демек мирен сум, не одам во светот, само со христијани се дружам. И тоа е во ред пред Бог. Океј, така треба. Ама не е тоа основното, основното е ти живот да имаш со Бог. Молитва да имаш. А зборувам како ѓаволот ни лаже совеста, како не затапува. Не затапува, не лаже. Као не сум во светот, не правам греф, не одам по диска, еве младиве, не правам ова, не правам она. И само со христијани се дружам, само идам на црква и толку. И на работа и ова. Не е доволно тоа. То ѓаволот те излажал. То не е доволно. Ти треба да копнеш, да гориш по Бог од внатре. И да му веруваш. И Бог ќе ти даде. Ќе ти услиши молитвата. Тоа ѓаволот само ти ја мачка совеста. Да не те удире по совест и мислиш дека не правиш греф. Не правиш греф. Затоа што не молиш, правиш греф. Молитвата е нешто во кое што Бог ни зборува. Молитвата е нешто во кое што Бог ни кажува дека не сака. Инако како Бог ќе ни каже дека не сака? Како ќе знаеме дека не сака Бог? Христијаните рачунаат дека молитва е на брзина. Ќе стане саба или на брзина, ќе касне нешто и одејки на кај кола, додека запали кола, Господе помогни, и ќе запали колата и оди, Господе фала ти за овој ден и толку. Штом запали колата, фала ти Господе за овој ден и одејки на работа, фала ти Господе. Навечер ќе си дојде телевизорот, децата ќе ги види ова она и вечер фала ти Господе за овој ден и чао. Не е тоа молитва. Не викам дека јас, пошто сме зафатени, животот е во брзање, окей, ама да ти е таков стил на живот, да ти никогаш
не одвоиш време да бидеш со Бог, да прокламираш за ова што проповедаме минативе месеци, проповедаме за прокламација, да ти не одвоиш, ако ништо друго, еднаш неделно, по саат-два, да молиш, да викаш кон Господ, не е во ред, значи нешто со тебе не е во ред, ти не веруваш во ова што го проповедаме. Не веруваш дека Бог одговара молитви, не веруваш дека Бог одговара прокламации. Немојте да ми кажете дека немате време да се молите, не е вистина. Не е вистина, лажете себе си, го лажете Бог. Затоа што вие немате вера да се молите. Затоа што за се друго имате време, за се друго, а за ова немате. Значи не ја гледате одговорот на вашата молитва, не го гледате, не ве влече. Не му верувате на Бог, може да ви одговори. Вие што се молите за брачен партнер, почнавте се молевте 2-3 месеци, прокламиравте се молевте, престанавте. Не гледате дека Бог може да ви даде брачен партнер по Божја волја. Тоа на Бог не му е угодно. Што ќе одите пак у светот ќе барате, пак на свој начин ќе барате брачен партнер, па нема да молите од Бог, па на свој начин ќе си ги терате работите. Не, браќа и сестри. Тоа е тек почетокот. Вие што го почнавте. Тоа е долга битка, затоа сме христијани, затоа ни требаат сите оружје да ги облечеме. Тоа е долга битка која што мора као војници целото Божје оружје да го носиме. Кој е Божјото оружје? Божјото оружје е оклопот на праведноста, појасот на вистината, шлемот на спасението, обувките на Евангелието, штитот и мечот Словото Божјо. И целото тоа оружје ти мораш да го облекуваш секој ден. Или ако не одиш, пак велам, копнеш по тоа. Срцето не ти е во Бог. Не ти е во Бог срцето. Не веруваш да застанеш за маж, да викаш, да молиш пред Бог. Не веруваш за пари да застанеш да молиш пред Бог, на Божји начин да ги добиеш тие пари. Одиш на светски начин да заработиш. Си бараш своји методи, а не бараш од Бог методи како да ги заработиш парите. Прокламираш, како да стоиш, како да веруваш. Оти Бог е Бог кој што дава просперитет. Не мора ти да одиш во светот да правиш греф, на лукав начин да работуваш пари. Не мора. Застани во молитва, повикај пари, застани во... Ке дојдат. Ке дојдат тие пари. Ке дојде просперитетот. И едно нешто, Господ ми кажа, значи оние што го веруваат ова, и што го прокламираат, и што го живеат, ке дојде тој просперитет врз нас. Бог сите не сака исто, ама на некоја сестра ќе даде маш, на некоја нема да даде. Зошто нема да даде? Затоа што не стоиш, не бараш, не молиш, не веруваш од Бог за тоа. На некоја жена ќе даде Бог, на некоја нема да даде. Не стоиш, не бараш, не молиш, не прокламираш. Значи не гледаат, вели Бог, со вера, со своите духовни очи. Не го гледаат крајниот резултат од нивните молитви. Не можат да го визуализираат со својата вера решението. Крајниот резултат на нивните молитви. Не гледаат одговорена молитва. Една од причините може да е неверие, рековме, и нестоење на Словото. Матеј 17:20. А Исус им рече, заради вашето неверие, зашто вистина ви велам, ако имате вера колку синапово зрно, ќе речете ли на оваа планина премести се одовде таму, и таа ќе се премести. И ништо нема да биде за вас неможно. Ништо нема да биде, вели, за вас неможно. Што вели Словото? За нас ништо нема да биде неможно. Господ лечи од рак, лечи. Господ лечи од секоја болест, лечи. Па што се сомневате токаш дека ќе ви излечи Господ? Мене Господ ме излечи од рак, колку години помина? 14 години нема рак во моето тело. 14 години. Ако Господ може од рак да излечи, може да излечи од секоја друга болест. Од диабетес, од се друго.
Ке му верувам на Господ, ке стојам затоа што Бог е добар, затоа што Бог сака да лечи луѓе. Ке верувам, ке молам, ке стојам. Тој тоа го сака. Тоа му е угодно на Господ, а не неверие. Не неверие, што вели Словото, пак ќе ви прочитам. Заради вашето неверие, вели, зашто вистина ви велам, ако имате вера колку синапово зрно, ќе речете на оваа планина премести се од овде таму и таа ќе се премести, ништо нема да биде за вас неможно. Ќе наредиш сиромашти, оди си од мене во име на Исус. Прокламирам пари за сметки да дојдат во име на Исус. А не да плачиш и да се жалиш и да кукаш, ама јас сум ромка, кај нас ние немаме пари, ние у Македонија немаме пари, сиромаштија. Изговори. Луѓето на изговори нема да бидат благословени. Тие се луѓе што се кукавици, што се жалат, што мрморат, што осудуваат. И секој некојаш друг им е крив. А решението е вера. Решението е вера и проблемот е неверие. Треба да се реши проблемот. Не е проблемот што живееш во Македонија, не е проблемот што си ром, не е проблемот што си македонец, не е проблемот ништо од сето тоа. Проблемот е неверие. Се нарекува неверие. Не му веруваш на Бог. Не му веруваме на Бог, браќа и сестри. Тоа е името на нашиот проблем. Нашиот проблем нема друго име. Јас стоев за маж, Бог ми даде маж. Ви давам сведоштво. Господ ме излече од рак. Ми даде маж. Еве, живо сведоштво. Не е некој таму ви кажал. Па, ако не верувате на некој што ќе ви каже таму, верувајте ми мене, верувајте му на Бог. Ви давам слово, ви давам сведоштво во кое што Бог услишува молитви, долготрајни битки. Не зборувам сега за 1 месец, 2, 3, зборувам за битка. Битка, тешка битка, може би ќе молиш година, 2, 3, може би за нешто. И на крај победата е сладка, ќе ви кажам. Знаете како е сладка? Пресладка е. Али Бог сака да стоиме да молиме, ти ако имаш болест некоја, ќе се откажеш ли? Зошто се откажуваш да молиш? Бог ќе ти ја чуе молитвата. Ќе те чуе, ќе те излечи. Колку и да трае, на 2, 3, ќе те чуе. Што и да е твојот проблем? Но меѓутоа проблемот е дали ти тоа го сакаш на вистина. Оти ти и дали го веруваш тоа да, али сакаш, затоа што ти може го сакаш као сакаш онака, ама дали го сакаш со својата внатрешност? Дали го сакаш со целиот себе си? Дали го сакаш со целото свое срце, со целата своја душа, волја, емоции? Дали навистина го сакаш? Дали ја сакаш да ја платиш таа цена од целата внатрешност да го сакаш да Бог ти го даде? Оти ти викаш го сакам, ама уствари кој ќе се приспиташ не го сакаш навистина. Затоа што се што сакаме ние сме спремни цена да платиме. А која е цената? Вера и молитва. Така да, дали си навистина сериозен дека сакаш исцеление? Или тоа ти е само изговор? Затоа што се жалиш, тежок е животот, ти не можеш, ти вака, ти така. Дали си сериозен дека сакаш навистина пари? Те прашувам. Еве, Бог те прашува. Дали навистина сакаш пари? Пошто што би правил со тие пари ако ги имаш? Прашај се, Бог ќе ти даде пари, ама зошто? Што ќе ти се? Може тоа ќе те уништи? За твое уништување. Затоа што ти ако навистина сакаш за Божја слава, со целата своја внатрешност, со целиот свој дух, душа, тело, Бог ќе ти даде. Нема нешто што ти ако навистина го сакаш, ама за Божја слава, Бог нема да ти го даде. Нема. Не постои такво нешто, еве јас ви кажувам. Ама ако е за Божја слава е прашањето. А ти осеќаш дека не е за Божја слава. Не зборувам, знаеш, кажувам по дух осеќаш. Бараш пари, ама твојата совест ти зборува бараш пари за суета, дека бараш пари за глупости, не за Божја слава. Ти самиот осеќаш и затоа не се молиш. Не се молиш затоа за пари, затоа што не си расчистил со Бог. Зошто ќе ти се тие пари? Оти ќе ги трошиш за суета. Не си расчистил, затоа не се ни молиш за пари, значи тие пари се за Божја слава. Исто и за жена.
Не се молиш затоа што не си расчистил, не си се сменил за да дојдеш до жена. Внатрешно, тебе не ти е ни толку ни битно да имаш жена, други работи ти се битни во животот. Пошто тебе да ти е толку битно жена да имаш, ти ќе застанеш, знаете како ќе молиш. Не ти е битно, убаво ти е вака животот, онака средено ти е. Значи, не може, браќа, сестри, работите на копче да ги добиеме. Ние сакаме да ги добиеме на копче. Нема копче кај Господ. Стисни тоа копче, Бог ми даде. Стисни тоа копче, Бог ми даде пари. Стисни тоа копче, жена ми даде. Стисни тоа копче, джип ми даде Господ. Не може. Не може. Ти ако сакаш джип од Господ, ќе молиш и ќе прокламираш и ќе бараш. Нема тука копче да стиснеш. Ќе се вложиш цели од себе си и ќе веруваш. Керка ми да се спаси. Не може керка ти да се спаси, копчето, керка ми да се спаси. И то успат, одејки на работа. Господе, спаси ја керка ми. Одејки. Не може. Не може керка ти да се спаси успат. Ако ти се посветиш на тоа, ако ти се дадеш до целата своја натрешност, молиш, викаш кон Бог за тоа, ден и ноќе, одвоиш време, молитвата е одвоено време со Бог, да комуницираш со Бог, затоа што не само ти да викаш, дај ми Боже, Бог сака тебе да ти зборува. Затоа Бог сака да одвоиш време. Насамо, да бидеш насамо со Бог, за Он да ти врати, Он има да ти каже нешто. Ке чуеш од Бог, додека ти молиш, ти ке си отворен, има Бог да ти каже. Не се работи. А ти штом не сакаш да го чуеш, Бог не го сакаш. Како да живеат маж и жена? Мажот и жената, и мажот нон-стоп е со свртен грб на жената. И она му зборува и он нон-стоп со свртен грб. Каков однос е тоа? Каква комуникација? Така и ние, на брзање му зборуваш на Бог. Тоест грбот ти е свртен кон Бог, а Бог ти зборува. Па не можеш да го чуеш. Имаме добар Бог, кој сака да ни даде добри работи. Знаете ли, Бог сака да ни даде добри работи? Верувате ли? Ајде кажете, веруваме дека Бог е добар Бог и дека сака да ни даде добри работи. Дека сака да ни излечи, дека сака да ни даде просперитет и дека сме победници во Него. Во име на Исус. Амен. Најголема навреда за Бог е да не му веруваш. Значи, најголема навреда за Бог е да не му веруваш. Да не му веруваш дека Бог може да ти даде жена. Да не му веруваш дека Бог може да те излечи. Да не му веруваш дека Бог може да ја спаси ќерка ти, син ти. Дека Бог може да ти даде просперитет. Тој е најголема навреда која што можеш да му ја дадеш на Бог. Епа, како сега, например, ако некој толку многу го навредиш, сакаш да комуницира после со тебе? Па не може. Мораш да идеш да се извиниш. Прво мораш да ја сватиш ти својата грешка, дека си го повредил тој некој, ти да ја сватиш. Па второ да идеш да се извиниш, и трето, негова работа е дали тој повторно ќе го обнови односот со тебе. Не можеш ти на копче да очекуваш. Луѓето имаме комуникација еден со друг. Не можеш ти стисни ова копче, тој кога што ти треба. Тоа се нарекува користолюбие. Ако ти некого повредиш и одиш па и си тераш, сакаш па по-старо да биде. Да имаш таков однос кој пред тоа што си имал. Не може. Значи ти си користолюбив човек. Не сакаш однос да имаш со луѓето, него сакаш, зимаш само работи од луѓето, кој ти треба и како ти треба. Така и со Бог. Ти мораш да дојдеш да се покаеш пред Бог, да сватиш што си сгрешил и тогаш да почнеш да молиш и тогаш ќе се обнови твојот однос со Бог. Тогаш. Инаку не може. Значи, во молитва мора да клекнеш со понизно срце, со вера, дека Бог има добри работи за тебе, да се покаеш што не си се молел до сега, што не си го барал Бог до сега, да се покаеш и да почнеш да го бараш, да почнеш да молиш. Да почнеш да молиш. Верувај, барај, моли, прокламирај. И очекувај. И очекувај кога молиш. Кога доаѓаш да молиш пред Бог, не ја
стресувај само таа твоја молитва, колку да се ослободиш, да мислиш дека си се молил, совеста да ти се олесни. Ете, пастор Весна проповедаше и сега си под осуда. И И нели велиме, јас проповедав, еве, и утре вие под осуда сте и доаѓате, се молите саат, два, и толку и завршена работа. Таквата молитва ќе ви трае само тој ден. Затоа што си бил под осуда и ќе се истресеш. Мене не ми е тоа целта, да ставам осуда врз вас. И дури ако е осуда, за да се покаете. Ама и за да сватите осуда од таков зборувам, осуда. Карање, како да го наречеме. Ама за да се покаете, тоа е врз вас карањево. Острината на карањето. Него поентата ќе се молиш и ќе очекуваш од Бог. Ќе очекуваш. Кога молиш, очекувај од Бог. Кога молиш за исцеление, очекувај од Бог да те излечи. Секој момент. Секој момент. Бог сака, кога ти доаѓаш пред Него, да очекуваш. Многу битна работа е ова. Ме слушате ли, да ве разбудам? Очекувај. Не само доаѓаш, молиш и да измолиш, редот да си поминеш, него очекувај. Молиш, очекувај. Не значи дека ти сега денес која молиш дека ќе се случи денес. Него ти денес очекуваш. Од кај знаеш, може и денес ќе се случи. Али секој ден кога ти доаѓаш пред Бог да молиш за нештото, без оглед дали години и години ќе е битката, ти со жар доаѓаш пред Бог. Со жар доаѓаш пред Бог да молиш и очекуваш. Затоа што во очекувањето во срцето, кога нешто очекуваш, има жар, има надеж, има вера. А тоа му е угодно на Бог. Очекувањето го носи, тоа е едно сладко очекување. И ти кога очекуваш, во тоа е убавината, а на Бог му е угодно тоа. Бог сака да очекуваш. Подигнете се во очекувањето пред Бог. Очекувајте добри работи од Бог. Бог сака да доаѓате со очекување. Некој од вас немале никакви очекувања. Ништо не очекувале од Бог. Тоа не му е угодно. Не барале, што велам, барај, верувај, моли. Барај. Не очекувале. Доаѓале пред Бог само така, дури не тоа што викам, тие што доаѓале неколку од тука. Очекувањата подигнете ги пред Бог. Бог сака да ви ги чуе молитвите. Пак да ви кажам, Бог сака да ви ги чуе молитвите, еј. Очекувајте се, очекувајте одговор на вашите молитви. Бог ќе ви даде тоа што молите. Рековме да сме во постојани молитви како вдовицата. Се сеќавате на вдовицата? Ајде ќе читаме за вдовицата. Кога проповедавме за агресивна, насилна вера, ви текнува? 18 глава од 1 до 8. Лука, да. Исус им кажа, вели, парабола за тоа дека секогаш треба да се молат и да не паѓаат со духот. Слушате? Им кажа парабола за тоа дека секогаш треба да се молат и да не паѓаат со духот. Да не паѓаат со духот. И рече, во еден крат имаше судија кој од Бога не се плашеше, нито од луѓето се срамуваше. Во истиот град живееше една вдовица и доаѓаше кај него велејки: заштити ме од мојот противник. Но тој за долго време не икеше. Најпосле си рече во себе: иако од Бога не се бојам и од луѓето не се срамувам, но бидејќи оваа вдовица не ми дава мир, ќе заштитам за да не доаѓа веќе и да не ми додева. Значи, низината настојчива, агресивна молба, која што беше движена од вера, роди плод. Низината, ќе ви повторам, настојчива, агресивна молитва, вроди плод на крај. Бог сака да имаме настојчива, агресивна молитва. Дај ми па дај ми, Господе, дај ми па дај ми, Господе, дај ми па дај ми, ќе ти даде Господ. Ќе ви повторам пак. Нејзината настојчива, агресивна молитва роди плод. Иако судијата и одговори излезе да ја заштити со неправедни мотиви, оваа парабола
Ние сепак показател, Бог ја ставил во Словото као показател. Бог вели, дури со неправедни мотиви одговори, а тек пак јас со праведни исправни мотиви нема ли да ви ги одговорам вашите молитви. Ако стварно сте настојчиви, ако сте пред Бог, пред Божјото лице, ден и ноќе викате за тоа. Ако ден и ноќе викаш за исцеление, ќе ти даде Бог исцеление. Ако си како оваа вдовица, дај ми Боже, дај ми. И го прокламираш Словото, молиш, веруваш, прокламираш исцеление врз тебе, прокламираш, едноставно ќе застанеш и ни попушташ. Како да кажем, како булдожер си. Не мрдаш, булдожерот е тежок, ти си тежок со Словото. Словото вели дека сум излечена преку раните на Исус Христос и не мрдам. Словото вели така, и јас не мрдам и ќе бидам излечена. Во име на Исус. А не, ѓаволот ќе доаѓа со секакви мисли, ќе те лаже. Значи, застани како оваа вдовица, биди како булдожер и не мрдај ни лево ни десно. Бог сака да се вкотвиме во Неговото Слово, јас сум излечена преку раните на Исус, прокламираш Слово, молиш Слово, веруваш Слово и ќе ти биде. Како оваа вдовица. На крај судијата и помогна. Со погрешни мотиви, но и помогна. Да гориме со жар во своите срца во верата, молитвата и прокламациите. И да очекуваме помош од Бог. Очекувате ли помош од Бог? Ама очекувајте постојано. Не ќе почнете нешто и ќе се уморите. Ден, два, недела, 2 месеца, 3 месеца и толку. Нема шанси. Тука живееме, битките ќе бидат исцрпувачки. Битките ќе бидат долготрајни, но затоа ќе имаш награда спасение. Ако не сакаш така, окей, оди во светот, оди, прави како што еден куп направи оваа црква и за пари и за се, ама кој е нивниот крај? Смрт. Брате, сестро, така сакаш? Така сакаш до пари да дојдеш, така сакаш до маш да дојдеш. Со нечесно змами. На тоа те влече срцето. Пак те влече срцето, не ти е место тука. Ако срцето не ти е во Бог, не ти е ни местото тука, оди слободно. Никој не те тера на сила да останеш во оваа црква и со нас. Ако сакаш со измама да живееш, ако сакаш во грев да живееш, Господ никого не тера на сила, луѓе, ова се што правиме, го правиме доброволно ние. Ние поради Бог сме тука и поради нашето спасение се во ова, честно живееме, молиме, веруваме. Нема тука измами, ние ќе правиме и ќе идеме у црква. Ќе одам у Германија, нечесно ќе доаѓам до пари или било што и ќе идам у црква. Не може. Не може ти со нечесност и со измами додиш за Германија, па до пари да дојдеш и после тука да се вратиш, па у црква да идеш. Не може. Ако ги даде и треба да ги даде и никош повеќе да не оди. Тоа е покаяние. Тоа е покаяние. Никош повеќе на таков начин да не оди. Тоа е покаяние, инаку шо? И да ги даде, и па да иде, не ни требаат такви проклети пари. Шо ќе ни се? Тоа ќе ми украде на мене, спасение ќе ни украде на нас. А освен ако ги благослови и се покае, тоа е веќе друго. Бог е добар, луѓе. Верувате ли дека Бог е добар? Бог е полн со сочувство. Полн е со сочувство. Со добрина е полн. Добар е Бог. Бог сочувствува на твојата болка на која што си. Знае ни што минуваш. Знае колку ти е тешко. Се знае Бог. Знае ни се што минуваш. Он сочувствува, он е добар. И он знае дека ти не мора да одиш во грев за да имаш решение за ситуацијата. Сочувствува со тебе. Ти не мора да одиш да лажеш, да крадеш, за пари. Ти не мора да одиш кај врачари, па кај бајачи за да бидеш излечен. Бог знае колку ти е тешко. Тоа што не ти одговорил, не значи дека он не сака ти да бидеш излечена. Не ти одговорил затоа што сака ти да бидеш цврз во верата, да посегнеш по него и во вера да го добиеш нештото. Исцеление и се.
Почнете да очекувате добри работи од Господ. Кажете, јас почнувам од вечерва да очекувам добри работи од Бог. В име Исус. Амен. Наше е да го направиме возможното, а Бог ќе го направи невозможното. Кој е наше возможното? Да се молиме. Тоа е нашето што можеме да го направиме возможното. Да се молиме. А Бог ќе го направи возможното. Бог ќе ни помогне, да. Ќе ни помогне. Ако гориме со жар во своите срца во верата и молитвите и прокламациите. Еве Лука 18:4-5 пак ќе го прочитам. Судијата и помогна. За долго време неќеше, најпосле си рече во себе, иако од Бога не се бојам и од луѓето не се срамувам, но бидејќи ова вдовица не ми дава мир, ќе заштитам за да не доаѓа веќе и да не ми додева. Така и вие. Нема нешто што вие може да му досадите на Бог во вашите молитви пред Него. Ако мислите дека сте досадни, ако такво нешто ве лаше ѓаволот, ама јас веќе сум досадна на Бог. Не е вистина. Такво нешто не постои. Сум чула изјави, баш една особа, кој сведочев за Бог и сведочев братучетка прва, и сведочам за Бог, изборувам за Бог, изборувам како се молам, како верувам на Бог, како Бог ми услишава молитви. Она викам, јас не сакам таква да сум. Зошто викам не сакаш? Не сакам таква досадна да сум. Јас од Бог ништо не сум барала до сега. Само одам пред иконата, се крстам и толку вика. И Бог се ми дава. Точно Бог се и дава, ама се што имаше во измама беше. Нема да бидеме одбиени од Бог. Не се откажувајте од своите барања, молитви пред Бог, се додека одговорот од Него не биде да. Ајде, ќе повторите. Јас нема да се откажам од моите барања, од моите молитви пред Бог, се додека одговорот од Него не биде да. Тој ќе ме чуе, тој е добар, со сочувство, милост, добрина. Тој има одговор за мене. Има добри дарови за мене. Има исцеление. Има просперитет. Има победа. Во име на Исус. Амен. Матеј 7 глава. Матеј 7 глава, 7, 8, 9, 10 и 11. 7 до 11. Сакајте и ќе ви се даде. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори. Слушајте внимателно. Што ве Словото? Слушајте внимателно. Сакајте и ќе ви се даде. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој што сака добива. Што вели? Ако навистина сакаш исцеление, ќе го добиеш. Зашто секој што сака добива. Ти навистина ако сакаш просперитет, за Божја слава зборувам, ќе го добиеш. Вели Словото, зашто секој што сака добива. 8 стих. И кој бара наоѓа, и на оној што чука ќе му се отвори. Само прашањето е дали доволно чукаш на Божјата врата за да го земеш тоа и да го имаш. Дали доволно молиш? Дали доволно имаш вера? Доволно или имаш? Не е тоа доволно. Дали го правиш тоа? Дали имаш вера? Дали молиш? Дали стоиш? Дали чукаш за да ти биде отворена Божјата врата, за да примиш исцеление, за да примиш просперитет, за да примиш маш? Дали молиш? Дали го правиш тоа? Зашто секој што сака добива, и кој бара наоѓа, и на оној што чука ќе му се отвори. И немо едноставно кога ќе чујам дека луѓе не веруваат во исцеление од Бог, кога ќе чујам дека луѓе не веруваат дека Бог дава просперитет,
кој ќе чујам дека луѓе не веруваат дека Бог дава маж, жена. Немам зборови за тоа. Еве ви, се дава Бог, 8 стих, зашто секој што сака добива. Сакаш добиваш. Поентата е само Бог те тестира. Колку си во верата за тоа, колку ја сакаш таа девојка на вистина. Колку го сакаш тоа исцеление на вистина. Ти додека си вака болен, си створил некој комодитет, си створил некој начин на живот, као се полежерно работиш, полежерно живееш. Ако Бог те излечи, ќе имаш обврски повеќе. Така да дали на вистина го сакаш тоа исцеление? Не се работи тука што само нема да имаш болки. Него мнозина викаат сакаат исцеление, ама не ќат. У суштина не ќат. Тие сакаат само исцеление, да не ги боли, ама одговорностите што идат со исцелението не сакаат да ги превземат. Ти се има своји одговорности. Ако си ти здрав, имаш повеќе одговорности. Ако имаш маж, мнозина сакаат маж, ама мислат мажот е само така, убавото од мажот, одговорностите. И после кој ќе види дека не е така, ќе го остави. Па затоа Бог и не ти го дава, ти си таква се уште внатрешно. Не си сменета за да имаш маж. Затоа не ти го дава. Ти треба многу молитви, многу крв и потта да платиш за да добиеш маж. Многу молитви. Во целиот тој процес Бог ќе те смени. Тоа е поентата на сево ова. Бог не ти дава пари, не дека не сака да ти даде, него што ќе направиш што тие пари. Во целиот тој процес ти додека бараш пари и просперитетот Бог ќе те смени. И на крај тие пари кои ќе ги добиеш, навистина ќе ги употребиш за негова слава. Не се работи дека Бог не дава. Бог се дава. Кој бара, наоѓа. Секој што сака добива, словото го вели тоа, така? Секој што сака добива. Само тестот треба да го положиме пред Бог. Се што сакаме ќе добиеме на овој свет. За Божја слава, ако е зборува. Иначе ти можеш и вака да идеш пари да украдеш или на лукав начин да ги добиеш, не е проблем. Зборувам за Божји начин, на Божји начин, по Божја волја, за Божја слава пари да добиеш. Девојка, на Божји начин, за Божја слава, да утре задутре кажеш сведоштво, да ги охрабруваш луѓето. Ти ако го добиеш благословот, мнозина сакаат благослови, ама со благословот не ја сакаат одговорноста. Ти ако добиеш благослов од Бог маж, ти мораш да сведочиш утре задутре. Никој не те тера на сила, ама треба да го правиш тоа, и на тој начин други се охрабруваат. Тоа е одговорноста утре задутре. Со радосно срце ќе го правиш, ама пак е одговорност. Ако не го правиш е одговорност. Се што од Бог си добил, а не му даваш слава на Бог, не го правиш тоа за да ги охрабруваш луѓето. Ако си добил пари од Бог, си кјутиш. Ако си добил маж, жена од Бога, си кјутиш. Ако си добил исцеление од Бога, си кјутиш. Не сведочиш. Тоа е голема одговорност. Не знам што ќе биде со тебе. Одговорност има. Секој благослов има одговорност. Дури ако имаш повеќе пари, треба за повеќе луѓе да се грижиш. Повеќе луѓе ќе ти доаѓаат, ќе не знаеш кој стварно те сака, кој не те сака, кој ти е стварно пријател, кој не ти е пријател, кој од корис. Мислам, некој од нас бараме пари, за шо? За проводи, за фустани, жениве, за ташни, за контури, за шминки. Па бараме, како да не. Ама со повеќе шминки и повеќе облека, помалце место имаш во плакарот. Немаш место во домот. Немаш место и тој плакар кај да го ставиш. Се отвара проблем, ќе бараш нова куќа. Ајде нов проблем, повеќе облека, нова куќа. И сега кога имаш таа куќа, пак ја наполниш. Така да што? Одговорност е. Секое имање на нештата е одговорност. Одговорност када зашто ќе ти е тоа? Така прави светот. Така да е одговорност. Секое имање, секој благослов на еден начин е одговорност. Што ќе направиме тоа? Дори после ако имаш да направиш место или било што, треба да молиш на кого да дадеш, што да дадеш. Па дали парите, Господи, ги трошам на твој начин, по твоја волја, ти ако забегаш од трошење на алчно, не на Божи начин, и тука треба да се кажеш, да го бараш Бог. Така да, тоа.
Да, зашто? Да, мнозина така мислат. Бог мене ми даде, аз зашто да го дадам на други, точно. Така мислат мнозина. Пак ќе ви повторам, да запамтите, секој што сака добива. Запамтете го ова вечерва, од оваа проповед. Може би требаше да насловиме секој што сака добива. И очекувајте. Секој што сака добива. И очекувајте. Запамтете го ова. Го запамтивте? Секој што сака добива. Пастор, секој што сака добива. Верувате то, нели? Алелуја. Секој што сака добива. Затоа застанете и продолжете да молите. Таму кај што застанавте, кај што престанавте да молите и да прокламирате, продолжете. Затоа што еве ви доказ. Нели ви е доволно? Господ вели секој што сака добива. Ти ако сакаш нешто, Бог ќе ти даде. Зошто да не молите кога еве Бог ви вели дека ќе ви го даде? Штом го сакаш, Бог ќе ти го даде. Ако не ти го дава, тоа е веќе друго, значи не било за тебе, не било по Божја волја. Она што е по Божја волја зборувам. Значи, конкретно ти сакаш маж, Бог ќе ти даде маж. Просперитет сакаш за Божја слава, ќе ти даде. Ако не ти дава, значи до тебе, ти не си во ред, треба да се смениш. И да продолжиш да молиш. Го бараш, Боже, што треба да се сменам затоа што просперитетот не дошол во мојот живот? Што треба да се сменам затоа што жената не дошла во мојот живот? Што треба да сменам, не сум излечена до сега? И да продолжиш да молиш. Никош немојте да се откажувате. Запамтете, немојте да се откажувате од она што го барате од Бог. Не се откажувајте. Малце ќе помолиш и ќе паднеш со духот. Ќе прокламираш малце и толку. Мрзливост. Тоа се вика мрзливост. Тоа нема угодно на Бог. Бог сака да сме пламени во духот. Бог сака да сме силни во духот. Да не сме мрзливи. Што велеш? Што вели Словото? Кој го зема Царството Божјо? Силните. Бог сака силен да си. Ако паднеш, стани. Се случува, паѓаме, нели? Паѓаме. Паѓаме во верата. Ама стани. Вечерва тука за да ви кажам, стани. Ти што си паднал, стани. Почни да прокламираш, почни да веруваш, почни да молиш. Јас сум силен. Јас сум успешен. Јас сум победник во Исус. Не сум губетник. Секој пораз е под моите нозе. Станувам денес. И тргнувам напред. Во име на Исус. Амен. И да дочитаме 9 стих вели: има ли меѓу вас човек кој ако му посека неговиот син леп да му даде камен и кога посека риба да му даде змија? И така, ако вие, бидејќи лоши, умеете да им давате на своите чеда добри дарови, колку повеќе вашиот Отец Небесен ќе им даде добра на оние што му бараат. Господ ќе ви даде. Господ ви вели вечерва, ќе ви даде. Штом ќе барате, ќе ви даде. Затоа барајте. Барајте. Не мислете на тоа како би било кога Бог би ви го дал. Не мислете. Оти ние почесто мислиме на тоа како би било кога Бог би ни го дал, а не го бараме. Виж како би било кога Бог би ти дал исцеление, просперитет, жена, победа, кола, нова кола, а не бараш. Не бараш. Не бараш. И ко бараш со вера и со очекување. Така, станете сега, ќе се каеме за тоа што не сме имале вера, што не сме барале со молитва, со вера, со очекување, што сме престанале да молиме, што сме престанале да веруваме, да очекуваме, што сме престанале да прокламираме. Ќе ве водам на почеток во молитва. Добро, после ќе изгледаш, прво ќе ве водам во молитва, ќе повторувате по мене. Вие секој поединечно ќе си се кае пред Бог.
Господи Исусе Христе, те молам прости ми, што сум паднал во верата, во очекувањето, во надежта, што сум се уморил, што не сум ти верувал, као што треба, за пари, за успех, за било кој благослов, што ти си го имал за мене. Јас не сум ти верувал. Не сум ти верувал дека сакаш и можеш да ми го дадеш тоа. И не сум се молел за тоа како што треба. Прости ми, Исусе, за тоа. И очисти ме преку Твојата света крв од овој грев. Исполни ме со Светиот Дух на тоа место. Во име на Исус. Амен. Сега, кирај некоја песна, ќе продолжиме да го молиме Бог. Седнете кој како сака, продолжете сами едноставно да го барате Бог, да молите од Бог за тоа што сакате, тоа што верувате, да прокламирате Слово, затоа што Словото вели дека сме излечени преку раните на Исус, затоа што Словото Божјо вели дека секој благослов ни припаѓа нам, затоа што ние сме синови на Авраам, затоа што ние сме синови на Исус Христос и секој благослов ни припаѓа нам. Секој благослов ни припаѓа нам. Секој благослов што беше врз Авраам ни припаѓа нам, кој што одиме по дух и кој што одиме по вера. Сето тоа е врз нас, сето тоа е врз наши раце, сето тоа е врз нас, само ние треба во духот да го земеме. Молете за тоа сега токму пред Бог. Молете од Бог, барајте. Нека се излее просперитет врз вас. Ве благословувам со просперитет. Ве благословувам со исцеление. Ве благословувам со победа. Ве благословувам со сила. Вие сте победници, не сте губители. Ве благословувам со вера, со очекување, ве благословувам со надеж, со победа, ве благословувам во име на Исус. Господе, јас те молам да ги благословиш моите браќа и сестри со молитва, со дух на истрајност, да устојат во молитва, да издржат во молитва се додека не го добијат она што го сакаат од Тебе, да не признаваат никаков одговор како не. Крајниот одговор да биде да, Господе Боже, за нив, Боже, да не престанат да молат и да сакаат од Тебе се додека не добијат, Господе. Се додека не добијат она што го молат, Господи Исусе Христе. Благослови ги, Боже. Благослови ги, Боже, со таков дух. Дух на истрајна молитва се додека не добијат она што сакаат, Боже. Додека не го примат она што го сакаат. Кој сака да го благословам со, додека не го прими тоа што го сака, нека дојде напред. Ора шандара да бакара сандара, со дух на истрајност, со дух на издржлива молитва, молитва до крај, молитва што не се откажува, молитва до крај. Ора сандара да бакара сандара.